пробие. Да. Добро. Прво да се заштитиме, а после другото. Ја претпоставам дека македонската јавност многу добро знае, се работи за двајца по мене гениалци кои успеваат да ја дешифрираат, односно да ја разоткриат, односно да го преведат делот од досега, од до нивното појавување непреведениот текст, средниот текст од прочуениот камен од Розета. Значи да појасниме, каменот од Розета е еден артефект од Египет, односно од Александрија, кој е нормално украден од британците, како што имаат украдено се од светот, па имаат направено во Лондон така своји музеи. Има 3 текста, јас сега да не должам, има 3 текста од кои средниот не е преведен. Моите гости, моите гениалци тоа го имаат направено. Вие гостувавте во повеќе емисии, веќе сте го гостувале. Сега има една пауза, веројатно во последните 5-6 месеци, јас не сум видел. И тие 5-6 месеци донесуваат нови откритија за кои ние денеска и ќе разговараме. Но да појдеме од основното, да појдеме од зошто каменот од Розета и од каде интересот. Професор Башовски. Прво мало мораме да коригираме. Не е баш сосема точно дека средниот текст на каменот од Розета не е дешифриран. Ние не бевме задоволни од сознанието на современата наука за неговото читање. Како е дешифриран? Читањето, за да се прочита еден текст на нежив јазик, мора некако да се прво дешифрират знаците, да се определат, да се идентификуваат знаците, а после да се примени некој жив јазик и да се тие знаци озвучат, се добие азбуката, се добие правилата на читање и пишување. Она што современата наука до сега го имаше направено, тоа беше да за читање на овој текст го применуваше староегипетскиот јазик. Рачунајќи веројатно коптите дека се најблиску до тие што го пишувале овој текст. И нормално со таква основна предпоставка современата наука беше задоволна. Значи дека на каменот од Розета имаме 3 текста, од кои првите 2 се напишани со различна азбука, очигледно, со хероглифи и со ова така наречено демонско писмо, али употребен ист јазик, египетски јазик. Тука беше првата наша сомнеш дека е тоа тачно. Зашто би еден текст бил напишан на ист јазик со 2 писма? Доснежните коментари беа дека е тоа сосема нелогично, дека тоа исто како еден договор меѓу Америка и Русија да се напише 2 пати на руски, 2 пати на американски. На руски, али еднаш со латиница, а друг пат со кирилица. Мислим што е. Добро, од каде е интерес на двајца професори на електрофакултет за реално јазична тема? Па не би ја рекол дека е ова само јазична тема. Во овие моменти ова е тема на нашето обстојување. Тоа се согласувам. Секој македонец се интересира за своето потекло. Така и вие двајца? Сигурно. Добро. За тоа што се уште ни оспорува целиот свет, дека имаме своји корени, дека припаѓаме на еден народ кој е, како што сакам овака сликовите да кажам, библиски народ. Секој од нас сака да знае кои биле тие антички македонци, дали имаме ние некоја врска корен со тоа, да. Со нив и очигледно е дека живееме на иста територија, ако ништо друго. Современата или да кажеме историјата која јас сум ја учел, еве со професорот Тентов сме од иста гимназија од Јосип Брос, тој е малку помлад од мене, од една генерација каде што имам еден несимпатичен човек во целата генерација негова ми е симпатичен, сем еден, за кој нема друг пат ќе. Меѓутоа, значи ние кога учевме во Јосип Брос, и имавме сериозни професори по историја, се сеќаваш Перчинкова, Стаматова и така натаму, ние учевме дека сме словени,
дека сме си дошли од тамо од зад Карпатите, дека Дунав сме го минале со цевката што се дишало, нели? Соко жувчиње и така натаму со медовина која се пиела, сме дошле тука, бидејќи сме биле диви, а тие биле питоми, но сме ги испокаслували и сме се населили и од таму сме го донели јазикот. Тоа ние го знаевме. Сега ова руши се. Односно ја руши таа теорија. Па уште не ја руши теоријата. Ова треба да ја сруши. Јас само али тоа ќе ја сруши ако нашите сознанија се покажат дека се точни. Вака се да објасниме. Значи, ова е писмото кое вие го дешифрирате и е во природна големина. Всушност, каменот од Розета над тоа има писмо кое е на хиероглифи. Ова е писмото кое тврдиме дека е македонско и под тоа има писмо на старогрчки. Јас само ќе ја поставам она што јас знам малку, се тоа оставам натаму. Горното писмо за хиероглифите било пишувано и е назначено до клериците, значи до свештениците, до оние поблиску што се до Бога. Ова овдека е назначено до царевите, односно до владетелите, односно до нас македонците, кои го владееме светот од секогаш. И ова долу е до рајата, односно до пукот, односно до народот долу. Дали добро сватив или не? Не е потполно. Не е потполно. Сега вие ќе ми исправите. Тачно, горниот дел е напишан со хиероглифи и како резултат на нашето читање, на него општеле, пишувале, комуницирале високите свештеници. Така. Тоа било на еден слој на најобразованиот народ во Египет. Средниот дел, по нашите проучувања, овој што вие го преведувате, се вика, званично науката го вика демонско писмо, а ние прочитавме дека е тоа писмо на живите господари. А живи господари во тоа време беа фараоните, од Птоломеевата династија, која е династија на првиот генерал на Александар Македонски, Птоломеј Сотер. Значи, династиите Птоломеи владееле 300 години со Египет и тоа е нивното писмо. Ја не би рекол да е тоа само македонско писмо. Во тоа време тоа било цивилизацијско писмо, односно во тоа време во Египет било службено писмо. На владетелите. Така давале нормално наредби. владетелите се службени, тие владеа со држава. На тоа писмо се давани наредби, пишувани диктирано. катастар, пишувани земјишни книги, пишувана проза, поезија, све што се пишува. Као денес нашиот македонски јазик е службен јазик во Република Македонија. И најдолното писмо? Најдолното писмо. И тој Египет бил како и слично и нашата Македонија денешта, имала значајно национално малцинство, да го речем, кое ние го прочитавме дека се викале данајци. Значи, ти имале Односно следбеници на богот Данај, кој во митологијата е познат како еден од потомците на Ное. Значи, по наше, да не речам, шпекулација, тоа веројатно биле предците на денешните, како ги викаме, денешен народ кој живее тамо во северниот дел на Египет, коптите околу Асуанската брана. Тие и денес користат слично писмо. Веројатно, тоа било значајно национално малцинство во Египет. И тие се имале Охридски договор. Имале Охридски договор, веројатно. А за да ја разберат наредбата на фараонот, затоа наредбата е напишана на нивното писмо. Веројатно биле на високо интелектуално ниво. По наше мислење, тоа не се однесува тоа писмо на нашите балкански грци, него се однесува на египетски граѓани кои пишувале со тоа писмо и со тој јазик кој таму. Значи, јасно биле де факто одредени преку писмото и сталежите. Тачно. Значи, целата хиерархија од државата. Само и пишува дека тоа се данајци од горен Египет. Така ги ословува во текстот. Тоа е она сега веќе што менуваме во сваќањата на современата наука, дека на каменот се напишани со 3 писма и со 3 јазика.
што е нормално да династијата која владеја со Египет да пишува на својот јазик.